Вести на Канал 8. Добар ден. И викендов во Кочани продолжија протестите на граѓаните кои го поддржуваат движењето Протестирам и граѓанското движење за одбрана на Македонија. Од собирите беа упатени вообичаените пораки во врска со политичката криза во државата и потребата од одржување избори. Поддржувачите на движењето Протестирам и на граѓанското движење за одбрана на Македонија беа активни и викендов. Организираа одделни протести на кои според веќе вообичаената шема продефилираа по улиците на градот и на крајот организираа собири на кои се зборуваше за политичката криза и за потребата за нејзино смирување со одржување предвремени избори. Граѓаните кои го поддржуваат движењето Протестирам вообичаено се собираа во паркот на Револуцијата, од каде со транспаренти и надписи против актуелната владеачка гарнитура продефилираа скандирајќи ги вообичаените барања за казнување на виновниците за целата ситуација. Груевски треба да си замине од власта и подхитно СЈО да го затворе и крај, парите да му се земат да ги остават од државата и држава да си крене напред. Да се затворат и парите да ги вратат. Па 5 милиарди бре за тие 8 години што се украдени. Тоа се 2,5 години буџетот на Македонија. Сите пензионери, сите да си земат платите, социјалците да можат да проживеат. По моје би требало не да се затворат, да се обесат. Мислам дека подобро така. Пошто баратат со таков систем и на таков систем начин да бидат и затворени и обесени. Поддржувачите на Протестирам и на шарената револуција на крајот ги обоија сликите на челниците на власта, покажувајќи дека не ги почитуваат нивните одлуки и политички ставови. Граѓаните пак кои го поддржуваат граѓанското движење за одбрана на Македонија исто така одржаа протест, оценувајќи дека политичката криза во државата трае предолго и потребно е состојбата да се смири и да се одржат избори. Со јавна поддршка излеговме достоинствено и културно на едно движење за да се стави крај на ова перипетија и недолично однесување на сите нас како македонци и со апел достоинствено да се одржат изборите. Миневме на маршрута низ општината и малку бевме на некој начин недостоинствено однесување и свиркување, значи ние сите сме исти и заеднички да се здружиме до 5 јуни да докажеме дека сме македонци. Тоа сме били и ќе остане. Протестите и овој пат поминаа без инциденти. И двете групи граѓани најавуваат дека ќе продолжат со собирите, со што ќе им се придружат на поддржувачите на двете движења, како и во останатите градови во државата. Општина Кочани планира да го асфалтира главниот коловоз на улицата Стамен Манов, што одамна чека реконструкција. До сега неколку пати имаше најави дека тоа ќе биде еден од приоритетите, а конечно по завршувањето на тендерската постапка треба да започнат градежните работи. Големи оштетувања на асфалтот и дупки на улицата Стамен Манов во Ромското мало со години чекаат интервенција. Поради страничното подкопување на коловозот, возењето дополнително е оттежнато со стеснувањето на асфалтната површина. Со оглед што овој дел од улицата води кон фабриката за вода, а е поврзување и со локалниот пат кон планинските села од Осоговијата, по неа има зголемена фреквенција на сообраќај. Собствениците на објекти во близина и сами придонеле за оштетување на коловозот со неговото прекопување за да се поврзат на водоводната инсталација. Дел од нив немаат ниту канализација, а и постојната инсталација е во лоша состојба. За потребата од реконструкција на улиците во овој дел од градот на последната седница на Советот алармираше и советникот Акиов. Барам подхитно општината да превземе мерки и активности за санација на сите ромски улици, затоа што сите улици се во катастрофална состојба. Не можеме ни пешки да поминеме, камоли со коли, расипаме си ги колите. По неколкукратните барања на Акиов, општината конечно презеде активности за реконструкција на улицата Стамен Манов. Неодамна заврши тендерската постапка за избор на изведувач на работите и по завршувањето на целокупната процедура ќе може да се премине на работа на терен. Според планската документација, треба да се отстрани постојниот оштетен асфалт и да се подготви терен за повторно асфалтирање на улицата во должина од околу 320 метри. Исто така ќе се изврши поправка на постојните шахти и на бетонскиот сливен канал, а ќе се отстрани оштетената и ќе се постави нова решетка од композитен материјал.
Предвидената сума за целосно завршување на реконструкцијата на улицата изнесува над 1.500.000 денари. Средствата се обезбедени од државниот буџет за 2016 година преку програмата Декада на ромите и со националниот акционен план за домување за места населени претежно со роми. Со песни, ора и обичаи се одржа третиот поред традиционален ѓурѓувденски фолклорен фестивал во Оризари. Годинава учество земаа фолклорни ансамбли од Бугарија, Србија и Македонија. Дефиле низ оризарските улици, концерт на фолклорни ансамбли од Бугарија, Србија и Македонија и традиционални ѓурѓувденски обичаи, биење млеко, подготовка на масло и ѓурѓувденски зелник. Вака беше одбележан фестивалот на традиционални ора и песни и ѓурѓувденски обичаи 2016. Благодарение на нашите вредни домаќинки, ние имаме околу 20 направено веќе зелници. На лице место ќе биде прикажено сукање на зелникот, на лице место ќе биде прикажено биење на млекото, правење матеница, правење масло. На фолклорната вечер учествуваа фолклорни ансамбли од Србија, Бугарија и Македонија. Со вашиот фолклорен ансамбл Љупчо Сантов соработуваме веќе 2 години. Ние доаѓаме кај вас и они кај нас. На овој меѓународен фестивал се представуваме со 2 песни што ќе ги отпее нашата пејачка група и со 2 ора. Вечерва се представуваме со игри од Босилиградските краеви и од југоисточна Србија. До сега 350 имам направено, тамбури, 100 манења и 10 примови од тие. Мислам за тамбурашки оркестри. Младите малку поретко може да се најдат за овие инструменти. После дефилето низ Оризари, фолклористите присуствуваа на изведувањето на ѓурѓовденските обичаи што се правеле во старо време. Станува збор за биење млеко, се подготвуваше масло, а фолклористите и гостите имаа ретка можност да уживаат во вкусните ѓурѓовденски зелници подготвени од повозрасните жители на Оризари. Ово е бутим, ово е чурилка, што се бие бутимот, се става пресно млеко, квасено млеко, кисело, се бие 2 сата. Се додава вода од бардачето, се добива матеница, го истураме во сад и добиваме најпосле масло, убаво масло за мачкање. Фестивалот заврши со песна и заедничко дружење и дегустација на традиционалните јадења. Организатор на ѓурѓовденскиот фестивал трета година поред е фолклорниот ансамбл Љупчо Сантов од Оризари, со подршка од локалната самоуправа на Кочани и Министерството за култура. Тамара Вујачик од Црнагора е победник на 5-тиот поред меѓународен фестивал на детска песна Музички бранови, што се одржа во амфитеатарот на Економскиот факултет во Кочани. Беа изведени 16 нови композиции напишани од познати композитори од Македонија и соседните држави. Во силна конкуренција од 16 детски песнички изведени на фестивалот за детска песна Музички бранови, победи 13 годишната Тамара Вујачик од Подгорец, Црнагора, со песната Капутик. 5-членото жири во состав Јованка Милоевиќ, Милица Паулус, Дејан Стојанов, Душан Стојанов и Гоце Данилов беше едногласно и без многу размислување заслужено првата награда за најдобра изведба ја додели на Тамара Вујачик. Со одлуката на жирито се согласи и публиката, која беше воодушевена од нејзиниот настап, потврдувајќи го тоа со силниот аплауз наменет за неа. По објавата на победничката, Вујачик не можеше да ја се окрие возбудата на сцената. Велика ми е част што сум учествувала на овом фестивалу. Чест ми е што учествував во овој фестивал. Сакам да се заблагодарам на организаторот Лазар Богатиновски што ме покани. Имам учествувано на Пинк звездички и тоа е големо искуство за мене. Песната со која што победив ми одговара од и станува збор за балада. Тоа е уствари оно што ми одговара. Музиката на победничката песна Капутик е на композиторот Ана Клепиќ, аранжман Слободан Марковиќ и текст Драган Радуловиќ. Фестивалот од ланската година доби меѓународен карактер со настапот на деца од Србија, Босна и Црнагора. Наградата за најдобра музика отиде во рацете на Александар Трајанов за песната Љубов за светот во изведба на Јана Илиевска. Награда за најдобар текст доби Невенка Данилова со песната Сакам журки во изведба на Ива Петрова. Награда за најдобар аранжман му беше доделена на Ладо Леш за песната Сан во изведба на Анастасија Танасик.
Награда за најдобар сценски настап отиде во рацете на Релја Четковиќ за песната Кад љубов грие. На фестивалот беа изведени 16 нови композиции и неколку ревијални песни со изведувачи од Тетово, како и од гостите од Црнагора и Босна. Гледајќи од досегашното искуство, како и ланските песни, така и годинешниве, ќе станат поблиски на јавноста со тоа што ќе се пуштаат по радио и телевизиските канали во регионот и ќе останат слушани меѓу помладите генерации. Една деценија празникот Томина недела виничките пензионери го слават како свој патрон и го одбележуваат најмасовно со гости од сите активни здруженија во Македонија. Активно и весело старење е формулата за квалитетен живот во третото доба. Практикувањето на овој модел е најсилната гаранција за здрава долговечност. 500 пензионери од 16 здруженија во Македонија викендов на покана на виничкото здружение со игра и песна го одбележаа празникот Томина недела. Оваа манифестација е у програмата на Сојузот на здруженија на Македонија како републичка манифестација, а не регионална, така да посебно задоволство ни представува тоа што можем да се видиме со пензионери од сите краишта на Македонија. Со силна поддршка на секоја локална манифестација и Сојузот на пензионерски здруженија давајќи им важност на еден главен субјект во општеството кој заслужува почит. Здружението на пензионери од Виница ја покажа својата силна страна, да може да организира настани, каде што ќе се соберат повеќе пензионери од сите краишта во нашата држава и да биде тоа место слободно речено Македонија во мало. Настанот беше збогатен со избор на најимагинативно великденско јајце, а за гостите денот останува незаборавен. Пофолни зборове, организацијата е прекрасна, инаку ние организираме манифестации, а сакаме ние да се дружиме на такви манифестации, како што е сега ова денеска Томина недела. Што друго да кажам, дружењето, нови пријателства, нови друженија, на нас пензионерите тоа не остана. Да се запознаеме, да се дружиме. Виничкото здружение, кое брои околу 2400 пензионери, овој празник го има од домакинето речиси цела една деценија. Заедничко чествување на се што е македонско. 3 дена се славеше традиционалниот Мактеон. И годинава, како и ланската, заради врнежливото време се одржа на Дабот во село Бели. Овогодишниот Мактеон започна во петокот кога се одржа рок хепенинг на летната сцена на Центарот за култура Бели Мугри, на кој учествуваа повеќе бендови од земјава. Беше отворена ликовна изложба под наслов Македонија вечна, а беа доделени и признанија и награди на поединци и групи и гитара на најмладиот надежен гитарист. Во саботата во Центарот за култура Бели Мугри настапија фолклористи од повеќе градови од Републикава. Главното случување се организираше во неделата, иако манифестацијата беше планирана да се одржи на локалитетот Горно Градче на полјаната наречена Сончево гумно. Заради временските услови беше сменета локацијата. Се одржа на Дабот во село Бели. Голем број луѓе присуствуваа на свеченоста. Праќам пораки на сите наши граѓани, да речем, без разлика на вера, нација, на боја на кожа, на пол и на вероисповест. Ние сакаме да живееме среќно со сите народи на светот. А Синот Божи рече, оној што ќе понуди најмногу свест и љубов, тој ќе владее во иднина со светот. Се одржаа спортските надпревари на фалангата со фрлање копја, камен, скокање и други дисциплини. Аудиовизуелна илустрација составена од сплет на народни ора, песни и игри и символично палење на огнот на вечноста со рецитал. Поздрав со молитва кон светлината и кревање на македонското знаме со химната. Кум годинава беше Славе Кромидот од планинарското друштво Јане Сандански од Прилеп. Мактеон и годинава финансиски беше помогнат од повеќе донатори, спонзори и медиумски покровители. Продолжуваат активностите за формирање извиднички одред во Кочани. Во тие рамки викендов се одржа основна обука за престој и снаоѓање во планина и сплаварење по реката Брегалница. Во организација на Сојузот на извидници на Македонија, викендов во долината на реката Брегалница под браната Калиманци се одржаа неколку активности за младите од овој регион на државата.
Како представници од Кочани беа вклучени 20 ученици и наставници од основните училишта Раде Кратовче, Никола Карев и Малина Попиванова, кои претходно учествуваа во иницијативата за формирање извиднички одред кај нас. Освен нив имаше и 10 ученици од средното училиште во Делчево. За искусните, но и за почетниците извидници имаше час по мапирање, односно пренесување на географска карта на блиската околина во која тие се наоѓаат. Потоа се запознаа со основните вештини за престој и снаоѓање во планина, а најатрактивниот дел од обуката беше сплаварењето по реката Брегалница. Претходно за оваа активност се одржа теоретско предавање со објаснување за начините на веслање и управување со сплав. Обуката се изведуваше на патека долга 1200 метри, со што се поттикна почетниот интерес за извидништвото како една од најкорисните општествени и социјални активности. На крајот од денот за сите учесници беше организиран заеднички ручек во природа. Следува информацијата од спортот. Во текот на викендот се одиграа надпреварите во првенството на првата фудбалска лига за жени и во третата фудбалска лига Исток за мажи. И двете екипи од Кочани како домаќини претрпеа катастрофални порази од лидерите на табелите. Во првенството на првата фудбалска лига за жени во рамки на 16-тото коло, екипата на Кочани беше домаќин на лидерот на табелата Драгон од Скопје. Фактот што средбата за нашите фудбалерки имаше пред се голема психолошка отколку резултатска важност се потврди со прикажаната игра, а на крајот и со постигнатиот резултат. Високиот пораз од 8:1 што го претрпеа девојчињата од Кочани не го очекуваше никој, посебно што тие играа на домашен терен. Неуспешни останаа обидите да се спречат нападите на разиграните гостинки, кои водеа уште на полувремето со 2:0, а до крајот на средбата постигнуваа голови скоро на секои 5 минути. Со тоа, Драгон само ја потврди доминацијата во првенството и освојувањето на шампионската титула, а нашите девојки на второто место на табелата сега заостануваат цели 10 бода зад нив. Во следното 17-то коло, женскиот фудбалски клуб Кочани ќе гостува во Битола на средбата со екипата на Конзули, која е четврто пласирана. Во третата фудбалска лига Исток на распоредот беше 20-тото коло, а во Кочани, Осогово, исто така го дочека лидерот на табелата, екипата на Академија Пандев од Струмица. Ниту жолто-сините не се прославија во дуелот со струмичани и претрпеа катастрофален пораз од 5:0. Со тоа не се остварија очекувањата дека ќе продолжи добрата резултатска серија, особено по победата во гости во претходното коло против Беласица. Домашните фудбалери не можеа да му се спротивстават на разиграниот гостински напаѓач Златковски, кој е најзаслужен за победата на неговиот тим, со оглед што тој ги постигна сите 5 гола. Колку нерамноправна игра се играше на теренот на Никола Мантов, покажува и фактот што во текот на 90 минути од надпреварот домашните имаа само 2 посериозни шанси, што не успееа да ги реализираат. Со оваа победа струмичани го осигураа освојувањето на првото место и настапот во бараж над преварите за влегување во второлигашка конкуренција. Слога 1934 исто така во ово коло играше дома. Виничките фудбалери го пречекаа минатонеделниот противник на Осогово, Беласица, и беа успешни во намерата да извлечат поволен резултат. Постигнаа победа од 2:1, со што барем малку се извлекоа од дното на табелата, односно сега разликата меѓу нив и предпоследната Каменица Саса изнесува 2 бода.
Временската прогноза беше последната информација во вестите на Канал 8. Следете ни на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.